Наша следна гостинка е Ивана Петковска. Добро утро. Благодарам што одвоивте време да дојдете во нашето студио. Мислам дека поводот е доволно и важен, и корисен, и интересен. Вие сте од коалицијата Сите за заедничко, односно Сите за правично судење, која деновиве издадовте еден многу корисен прирачник, а тој е насловен како Прв пат на суд. Да. Финансиски ве поддржа Фондацијата Отворено општество Македонија. Па кажете ми, всушност, како дојдовте, неспорно е дека е ваков прирачник корисен за сите граѓани, но како дојдовте до тоа да го направите? Дали имавте некои посебни истражувања или низ својата пракса дојдовте до тоа дека е потребен еден ваков прирачник? Најпрво благодарам за поканата. Целта која што е направена за да се направи овој прирачник е тоа што граѓаните имаат потреба од тоа да се запознаат како функционира судот, односно доколку некогаш треба да се појават на суд, што треба да знаат пред да влезат во судницата, односно без разлика дали станува збор дека се обвинети во постапката, сведоци или како јавност во постапката, кој е начинот на кој што треба да се запознаат со правата, односно како да се ги заштитат своите права пред судот во кривичната постапка. Овој прирачник е наменет за кривичната постапка, односно за кривичните предмети што се водат пред основните судови во Република Северна Македонија. Истиот опфаќа неколку сегменти. Најпрво е како се влегува во суд, односно кои се документи треба да ги земите доколку треба да одите во суд, што е судска полиција, како треба да бидете облечени кога влегувате во судница, што е записничар, како тече целата постапка, што значи судењето, кои се вашите права доколку се јавувате во некое својство во судот, дали во својство на обвинат, дали во својство на сведок или оштетен, значи кои се вашите права. Неминовно беше тоа дека граѓаните имаат потреба од ваква работа, затоа што не секогаш сите знаат, односно не сите се правници, не сите знаат како треба да пристапат кон судот, па оттаму излезе и целата идеја за да биде направено овој прирачник. Тоа практично произлезе од вашата пракса, бидејќи вие комуницирате често и со граѓаните и веројатно сте ја увиделе таа потреба за ваков вид на прирачник. Да, коалицијата работи на мониторинг на судството и на судските предмети од областа на кривична и граѓанска постапка, па таму изгледа целата потреба, со тоа што граѓаните цело време се обраќаат и прашуваат за одредени работи поврзани со судството и со постапките кои што течат и се јавуваат во својство на странки во некој од нив. Таму излезе целата потреба за да се направи овој прирачник. Добро, исто така овој прирачник има и неколку оддели, значи вие практично систематски ги воведувате граѓаните во тоа како тече целата постапка, особено како што рековте кога се работи за кривична постапка, бидејќи има и граѓанска постапка. Така што кое е првото поглавје? Што е основното што треба да го знаеме? Основното е тоа што да се залагаме сите за што работи организацијата, што е тоа правично судење. Да. Значи прирачникот е поделен во неколку сегменти, како што кажав. Првиот сегмент е што е правично судење и како се влегува во судската зграда. Односно што е судска полиција, како се влегува во судската зграда, каде треба да се обратите, кои се документи треба да ги носите со вас, лична карта или пасош за идентификација, каде се покажува, доколку сте добиле покана од судот, поканата од судот секако се носи, доколку поднесувате одредени поднесоци до судот во доволен број ден или дека треба да се поднесат поднесоците и слично. Потоа опфаќа еден дел каде што се објаснува што е јавност во постапките, дека сите граѓани имаат право да присуствуваат на судењата и дека тие се јавни, затоа што нели на крајот пресудата се носи во името на граѓаните на цела држава. За потоа да следи делот со кривичната постапка. Кривичната постапка е објаснета во однос на првостепената постапка која што се води пред основните судови, како тече, значи со давање на воведни говори од страна на јавниот обвинител, обвинетите и бранителите во постапката, или доколку станува збор за приватна тужба, како се поднесува приватната тужба, кои права ги има оштетениот, обвинетиот и сведоците.
Потоа следи делот каде што се објаснува доказната постапка, односно како се изведуваат доказите пред судот, како странките се обраќаат пред судот, дека кога судијата влегува во судница мора сите да бидат станати, дека судијата се пречекува стоејќи во судница. За на крајот да бидат дадени завршните зборови, односно има примери како се даваат завршни зборови во кривичната постапка и како се објавува пресудата од страна на судот. Потоа објаснети се правата на обвинетите и на странките во постапката, во однос на правото на жалба, како се поднесува жалбата, второстепената постапка, како и кои се трошоците во кривичната постапка. Да, тоа е исто многу интересно за граѓаните. Да, затоа што трошоците во кривичната постапка судот го бие глас дека се... сите трошоци се исклучително високи за тужби, жалби и слични потреби. На крајот од прирачникот последниот дел се однесува на правната терминологија, односно сите работи кои што се претходно наведени во прирачникот, а се термини кои што не се познати за граѓаните, тоа се правни термини кои што се користат во суд, тоа на крајот се тие накратко објаснати што представува обвинет, што е осомничено лице, што представува приватна тужба, што е обвинение и слично. Има еден сегмент кој што исто така е исклучително корисен да се знае, а тоа е одговор на прашањето што е правично судење. Да. Според и членот од Европската конвенција за човекови права, државата наша е врзана, меѓутоа ние сите граѓани се залагаме за концептот на правично судење, односно правото на фер и правично судење. Тоа значи дека една постапка, односно сите граѓани пред еден суд треба да бидат еднакво третирани, без никакви предрасуди и дискриминација, односно треба да им се овозможи на граѓаните фер и правично судење пред независен и непристрасен суд кој што ќе ја води целата постапка, во која што ќе можат странките подеднакво да изнесат својата одбрана, односно да ги изнесат своите докази кои што одат во нивна корист. Низ вашата пракса, велите, ви се обраќаат многу граѓани. Дали има доволно граѓани или дури постручни, не само тие што треба да идат на суд, еве тука јас мислам и на новинари, например, што знаат точно што значи тоа правично судење? Па, малку концептот правично судење кај нас се уште не е сватан во целосна смисла, се уште имаме проблем со тоа, да речам, и предизвика да се воспостави еден пат каде што сите ќе разбереме што значи правично судење. Не само граѓаните, голем дел и од стручната јавност која што присуствуваат на судење, се уште имаат проблем со сваќањето за правичното судење во целосна смисла на зборот, согласно меѓународните стандарди за фер и правично судење. Така што мислам дека се уште ќе треба да работиме на тоа поле за да се издигнат судењата кај нас на уште поголемо, на уште повисок степен на правично судење. Еве да ни кажете неколку од тоа што го сметате за неколку работи од тие што ги сметате за поинтересни, кои што можеме да ги кажеме и во оваа емисија. Но претходно да кажеме и тоа дека вие се одлучивте за електронско издание на овој прирачник. Зошто? Да, моментално прирачникот е достапен само во електронско издание. Објавен е на веб страната на Коалиција Сите за правично судење, како и на социјалните медиуми кои што ги има коалицијата. Сега ќе биде електронски прашалникот, не знаеме се уште дали ќе има печатена верзија, меѓутоа доколку има ќе биде тоа објавено, сигурно ќе биде дистрибуирано и по судовите и сегде каде што би било лесно достапно за граѓаните. Да, мислам дека треба да направите и уште повеќе за тоа да се дознае дека постои ваков прирачник. Еве, можете ли да ни откриете неколку детали, например, што му се препорачува, например, на граѓанинот кога сака да дојде во суд, например, каде ги покажува личните документи, како треба да биде облечен, тоа се овие интересни факти што вие ги кажувате. Па да, насоките се даваат во поглед на тоа дека кога се влегува во суд треба бидете соодветно облечени. Не смеете да носите капа, не смеете да носите очила за сонце, треба да бидете соодветно облечени, односно не смеете да бидете во шорцеви, во сандали, туку треба да бидете пристојно облечени, затоа што сепак станува збор за државна институција. Кога се влегува во судската зграда, без разлика за кој суд станува збор, најпрво треба пристапите пред судската полиција, каде што треба да дадете вашата лична карта, судска полиција да ве идентификува, да ве проверат во однос на дали носите оружје и слично, што тоа е забрането да внесете во суд. И доколку се е во ред, судската полиција ќе ве упати во судницата каде што треба да присуствувате. Дали во својство, како што кажав претходно, на сведок, оштетен, јавност или обвинет.
Откако ќе стигнете во предсудницата каде што треба да се одржи рочиштето, пред секоја судница треба да биде закачена една огласна табла каде што се наведени сите рочишта кои што се одржуваат дента кај тој судија. Така што откако ќе бидете повикани, влегувате внатре во судницата. Тоа што е интересно и кое што е согласно законот е дека судијата секогаш се пречекува стоејќи, односно странките во постапката треба да бидат станати. Тоа го знаеме и од филмовите. Да. Исто така во прирачникот е наведен и редоследот, односно начинот на кој што се седи во судницата. Од левата страна секогаш седи тужителот, односно јавниот обвинител или приватен тужител доколку станува збор. Од десната страна седи обвинетиот и неговиот бранител. Во средина седи судот, затоа што нели се треба да биде објективно и да се гледа, и спротивно на судот седи јавноста. Она што исто така сакам да го напоменам е дека нели судењата кај нас се јавни, и она што од нашето работење го гледаме е дека граѓаните многу малку се запознаени со правото на јавно судење, односно што значи јавноста. Тоа значи дека сите граѓани, без разлика за која судска постапка станува збор, може да присуствуваат на судење доколку не е исклучена јавноста. Односно со лична карта секој граѓанин може да влезе на било кое судење доколку судењето е јавно. Освен кога постојат нели основи за исклучување на јавноста, тоа е кога станува збор за заштита на обвинетиот и неговите одредени права, за заштита на малолетниците, државна тајна, службена тајна и слично, тогаш се исклучува јавноста, меѓутоа доколку нема решение за исклучување на јавноста, сите граѓани може да присуствуваат на судењето. Како се одвива судењето? Во кривичната, да, согласно закон за кривична постапка има одреден тек на постапката. Значи постапката почнува со давање на воведните говори. Прво почнува тужителот, па потоа продолжува обвинетиот и неговиот бранител доколку има. А потоа следат поуките за правата на обвинетиот. Значи судот е должен да го поучи обвинетиот за неговите права, во односно право на преведувач, право на бранител, право да изнесува докази во своја одбрана, да дава забелешки, право да поставува прашања на сведоци и слично. И потоа продолжува доказната постапка, односно фаза каде што се изведуваат доказите. Најпрво пак почнува јавниот обвинител или приватниот тужител со изведување на докази, потоа се изведуваат доказите на обвинетиот и бранителот, па после има дел кој што во законот е регулиран како реплика и дуплика, односно побивање на доказите едни спротив други. И завршува главната расправа со завршните зборови, односно сумирање на тоа се што било изведено на главната расправа. Откако ќе бидат дадени завршните зборови од страна на странките, тогаш веќе судот може да објави пресудата. Така е. Дали се надевате на многу посетеност, односно на голема побарувачка, да речеме, да се прочита овој прирачник, или се уште е рано тоа да го кажете? Па со оглед на коментарите кои што пристигна, прирачникот беше објавен минатата недела, со оглед на тоа што голем дел од граѓаните и го шерува, односно го споделува прирачникот, мислам дека ќе им биде доста корисен и дека ќе има доста побарувачка од страна на нив. Затоа е направен. Значи целта е да им помогнеме на граѓаните како да си го улеснат пристапот до правда во судовите. Така што се надевам дека доколку имаме и печатена верзија ќе овозможни уште поголема корист за граѓаните и во насока на запознавање на нивните права, но и се она што се случува за време на судењата да можат да имаат полесен пристап до истото. Дали мислите дека овој прирачник, односно поголемата информираност кај граѓаните за тоа што значи судската постапка и како се одвива, ќе допринесе и за подобро разбирање на она што го гледаме како судски постапки, го разбираме како барање на правда? Да, значи целта на прирачникот е да се дадат насоки и препораки на граѓаните. Меѓутоа мора да се напомене дека во ниеден случај ова не е правен совет и дека доколку некој граѓанин смета дека треба да покрене постапка, мора со овластено лице, односно со адвокат, да покрене постапката, не може да се базира на прирачникот. Меѓутоа ќе се даде еден основ за тоа граѓаните полесно да ги разберат сите работи што се случуваат во суд за време на една судска постапка.
затоа што напишано е прирачникот на не толку правнички начин, на не толку правен јазик, напишано за да може да им се овозможи на граѓаните да разберат лесно што се случува во судница. Затоа што во судница многу често се цитираат членови од закони, се повикува на кривичен законник, конкретно еве на ЗКП, односно за закон за кривична постапка, но не секој граѓанин знае точно тој член од законот што значи. Затоа со овој прирачник ќе се овозможи тоа да се запознаат граѓаните на попристапен начин што се случува за време на едно судење. Добро, дали планирате и други вакви слични изданија во коалицијата за правично судење? Во фаза на изработка и ваков прирачник за граѓанската постапка. Коалицијата, освен што мониторира кривични постапки, мониторира исто така и граѓански постапки. Така што ќе биде изготвен уште еден ваков прирачник во поглед на граѓанската постапка, односно парничната постапка, каде што граѓаните најчесто исто така имаат недоразбирања, нејасноти во однос на тоа како тече еден процес во граѓанските судови.